Вакцинацијата против сезонски грип почнува денеска. Рекордна посетеност во туристичките центри во август. Аеродромот Данедин ограничува преградки на 3 минути. Помошта за Украина и миграцијата во фокус на Европскиот парламент. Промени во Apple, Surface и Gering заминуваат. Трговски пазари се обложуваат на победа на Трамп. Најздравите есенски намирници за вашата исхрана. Увоз на невести, решение за ергените во Кина. Вакцинацијата против сезонскиот грип започнува денеска на 36 локации низ државата, при што над 32.000 граѓани веќе се пријавиле за вакцинација. Во Скопје, граѓаните ќе можат да се вакцинираат во Центарот за јавно здравје, како и во поликлиниките Букурешт, Идадија и Бит Пазар, додека во Институтот за јавно здравје вакцини ќе бидат достапни само за здравствените работници. Сите пријавени преку официјалниот вебсајт ќе добијат SMS порака со точниот датум и време за вакцинација. Министерството за здравство оваа година набави 70.000 дози 4-валентни вакцини, што представува зголемување во однос на претходните години. Бесплатната вакцинација е наменета за ризичните категории на граѓани, меѓу кои се повозрасните лица над 65 години, лица со хронични заболувања, здравствени работници, бремени жени, деца од 6 месеци до 5 години, како и лица и вработени во установи за социјална заштита на стари лица. Комерцијални вакцини се достапни во центрите за јавно здравје за граѓаните кои не припаѓаат на ризичните групи. Летната туристичка сезона оваа година донесе значителни приходи за хотелиерите и угостителите во земјава, што го потврдуваат податоците на Државниот завод за статистика. Во август, туристичките центри Охрид, Струга и Дојран привлекле над 150.000 туристи, кои оствариле повеќе од 762 ноќевања. Оваа голема посетеност им донесе на домашните капацитети за работка од најмалку 25 милиони евра, при што 70% од туристите биле сместени во хотели и приватни капацитети. Од вкупниот број, околу 100.000 биле домашни туристи, додека над 51 биле странски посетители. Овие резултати укажуваат на значителен раст на туристичките активности, особено во Дојран, кој имал многу транзитни гости, главно од Србија. Во Скопје, бројот на странски туристи надмина 45.000, што дополнително го зголеми општиот туристички промет во земјата. Според податоците, оваа позитивна динамика во туризмот значително придонесува за економијата и угостителскиот сектор, со очекување за продолжување на овој раст. Аеродромот Данедин во Нов Зеланд предизвика контроверзии со новиот знак кој воведува ограничување од 3 минути за преградки во зоната за поаѓање. Според објавата на аеродромот, патниците кои имаат потреба од подолго збогување се советуваат да го користат паркингот. Реакциите на социјалните мрежи се поделени, некои изразуваат огорченост за временското ограничување на преградките, додека други го поздравуваат фактот што аеродромот се уште овозможува простор за збогување, со оглед на зголемените такси и казни во индустријата. Извршниот директор на аеродромот, Даниел Де Боно, во интервју за новозеландската радиостаница PH3, го оправда ова ограничување. Тој ги опиша аеродромите како емотивни жаришта и се повика на студија која покажува дека 20 секундна преградка е доволна за ослободување на окситоцин, хормонот на љубовта. Според него, оваа мерка ќе овозможи побрзо движење на патниците и повеќе можности за преградки. Паркингот на аеродромот, кој нуди 15 минути бесплатно паркирање, е препорачан за оние кои имаат потреба од подолго збогување. Европскиот парламент оваа недела ќе одржи сесија во Страсбур, каде што ќе се разгледуваат клучни теми како финансиската помош за Украина, состојбата во Либан и евентуалните измени на законодавството за миграција на Европската унија. Сесијата ќе започне со обраќање на поранешниот италијански премиер Енрико Лета, кој ќе го представи својот извештај за потребата од зајакнување на единствениот европски пазар. Во наредните денови, европратениците ќе дебатираат и за други значајни теми, како новите насоки на политиките за вработување и ревидирањето на регулативите за медицински помагала. Гласањето за буџетот на Европската унија за 2025 година е предвидено за среда, заедно со одлуките за макрофинансиската помош за Украина и мерките за зајакнување на надзорот над трговијата и увозот. Расправата за состојбата во Либан и иницијативите за справување со миграцијата ќе бидат во фокусот, а европратениците ќе се осврнат и на заштитата на новинарите, ситуацијата во Тајван, како и на случаите на човекови права во Ерменија и Азербејџан. Пред неколку дена, Керол Сурфис, главниот директор за човечки ресурси на Apple, ја напушти компанијата по помалку од 2 години. Сурфис беше клучна во одделувањето на малопродажниот сектор од одделот за човечки ресурси, но одлуката на компанијата да елиминира нејзината позиција резултираше со нејзино заминување. По нејзиното заминување, главниот регрутер, Сјорд Геринг, кој работеше во Apple околу 6 години, исто така, одлучи да се пресели во Ситедел во Мајами.
Овие промени предизвикаа загриженост околу стратегијата на Тим Кук и потенцијалната нестабилност во водството на компанијата. И покрај проблемите со новите производи и неуспехот на некои иновации, аналитичарот Марк Гурман верува дека Тим Кук не планира да ја напушти компанијата во блиска иднина. Apple се уште задржува позиција како една од најголемите корпорации во светот, со силна и лојална база на клиенти. Компанијата сега ја насочува својата внимателност кон новите области, како што се роботиката и развојот на хуманоидни роботи, со цел да ги задоволи променливите потреби на пазарот. Останува да се види како ќе се развиваат овие иницијативи и колку долго Apple ќе остане на врвот. На 2 недели пред председателските избори во Соединетите Американски држави, финансиерските инструменти почнаа да се обложуваат на победата на Доналд Трамп, чии тарифни, даночни и имиграцијски политики се сметаат за инфлаторни. Ова предизвика позитивен тренд за доларот, додека обврзниците се оценуваат негативно. Аналитичарот Тони Сајкамор истакна дека Трамп е во добра позиција во клучните држави, што позитивно влијае на акциите и приноси, додека биткоинот покажува значителен пораст, достигнувајќи $69.100. Биткоинот моментално е во пораст од 0,5%, со највисока цена од јули од $69.487. Во минатата недела, криптовалутата забележа добивка од 9,6%, што е дел од 8% пораст од почетокот на месецот. Индексот на доларот, кој ги следи перформансите на американскиот долар во однос на 6 главни валути, останува на 103,46 поени, со мали флуктуации во однос на еврото и јенот, што дополнително ја потврдува стабилноста на доларот. Вистина е дека есента е период богат со сезонско овошје и зеленчук, кој е идеален за подготовка на хранливи и вкусни јадења. Вистина е дека оваа храна не само што е повкусна и подостапна во сезоната, туку и богата со хранливи материи кои ја збогатуваат нашата исхрана, како што тврди диететичарката Натали Ризо. Вистина е дека како најздраво есенско овошје, таа е издвоила калинката. Ова овошје е богато со растителни влакна, витамин С, витамин К и фолати. Вистина е дека калинките содржат полифеноли, растителни соединенија кои помагаат во борбата против воспаленијата. Според истражувањата, консумирањето калинки може да го намали ризикот од дебелина, дијабетес и кардиоваскуларни болести, посочува таа. Вистина е дека покрај калинките, на списокот се најдоа и други одлични есенски намирници. Јаболката, на пример, се богати со влакна и витамин С и помагаат во варењето, а исто така го зајакнуваат имунитетот. Вистина е дека ова разноврсно овошје може да се користи во многу сладки и солени јадења. Вистина е дека тиквата, која е полна со бета-каротен, е уште еден есенски фаворит. Бета-каротенот е претходник на витаминот А, кој е добар за здравието на очите и се бори против воспалението. Вистина е дека тиквата може да се користи во супи, колачи, каши и смути. Вистина е дека печурките, иако растат во текот на целата година, имаат особено прилагоден вкус за есенските јадења. Печурките се единствениот зеленчук кој содржи витамин Д, клучен за здравието на коските. Вистина е дека готвењето на печурките во маснотии, како маслиновото масло, ја подобрува апсорпцијата на витаминот Д. Вистина е дека крушите се уште една одлична есенска опција. Тие се богати со влакна и секоја круша содржи 20% од препорачаната дневна количина на растителни влакна. Вистина е дека најбогат извор на влакна е кората на крушата, па затоа е важно да се јаде. Вистина е дека келјот, кој станува се попопуларен, е богат со растителни влакна и витамин С, кој помага во одржување на здравието на дигестивниот и имунолошкиот систем. Вистина е дека лесно се пече и може да се користи како прилог или дури и како главна состојка. Во Кина, ергените од руралните области се соочуваат со проблемот на зголемените цени на невестите, како и со намалена прифатливост на традиционалниот брак. Според предлози од Школата за економија на Универзитетот во Сиамен, кинеските мажи би требало да разгледаат можност за женитба со невести од Русија, Камбоџа, Виетнам и Пакистан. Оваа идеја е контроверзна, бидејќи критичарите ја гледаат како потенцијална трговија со луѓе и укажуваат на возможните јазични бариери и проблеми со интеграцијата на новите сопруги. На страната на ергените, постои убедување дека странските невести можеби имаат пониски очекувања во однос на имот и финансиски статус, што може да им биде привлечна опција. Нивниот оптимизам е подкрепен со примерот на Тесла, каде што отворањето на меѓународни пазари ја зголеми конкурентноста и ги подобри условите за потрошувачите. Веќе функционираат професионални сервиси за спојување на кинеските мажи со руски невести, поттикнати од демографските нерамнотежи помеѓу двете земји.
Вакцинацијата против сезонски грип почнува денеска. Рекордна посетеност во туристичките центри во август. Аеродромот Данедин ограничува прегратки на 3 минути. Помошта за Украина и миграцијата во фокус на Европскиот парламент. Промени во Apple, Surface и Gering заминуваат. Трговски пазари се обложуваат на победа на Трамп. Најздравите есенски намирници за вашата исхрана. Увоз на невести, решение за ергените во Кина.